Денеска сум овде да склучиме договор и ние склучивме договор со текстилните работнички, со работниците широм цела Македонија, посебно во Штип, заради тоа што представува овој наш Штип символ на работниците од секогаш, така е и денеска. Но за жал достоинството на нашиот работник е уништено. 9.500 денари е минималната плата. Има плати по 6, по 7, по 8, по 9.000 денари. Ние се договоривме. Во првите 4 месеци минималната плата ќе ја покачеме на 12.000 денари. Тоа значи, ако досега некој зимал 9.500 денари, ќе зима 12.000 денари. Тој што зимал 11.500 денари, ќе добие 14.000 денари. Спиралата на покачувањето на плата со покачувањето на минималната плата ќе има позитивен ефект за севкупните плати. Целта е до крајот на мандатот минималната плата да дојде до 16.000 денари. Потенцирам, зборуваме за минимална плата заради тоа што тоа е основот за спиралата на покачувањето на платата на работниците. Наша цел е просечната плата да биде 30.000 денари. Во едно семејство со двајца родители и деца да добиваат приход од 1000 денари. Дополнително на ваквите приходи ќе изгенерираме политики кои што ќе ги враќаат парите назад кон граѓаните. Секој граѓанин ќе има право на повраток на 15% од данокот за додадена вредност кој што го плаќа буквално на сите сметки и се што троши во државата. Тоа ќе овозможи просечно уште 30.000 денари приход само по основ на повраток на ДДВ. Посиромашните ќе плаќаат помали јавни давачки. Најзагрозените ќе бидат целосно ослободени од јавните давачки. Конечна цел во ова наше општество мора да биде да ја враќаме средната класа, да им помогнеме на најсиромашните, народот наш да има пари. Ако народот има пари, ќе движи и живе и чаршијата, и во пазарот денеска ќе се продават земјоделските производи. Мораме да создадеме праведно општество, општество во кое што иднина ќе гледат сите. Жално е што народот денеска по чаршијата ни вели едно е што нема народ, заминаа младите луѓе. Друго е тој народ што го има овде е сиромашен. Затоа и на пазарен ден сефте не можеме да направиме. Ова не било никогаш така како што е денеска. На 11 декември работите во Македонија ќе се променат. Ќе градиме општество каде што нашата земја ќе биде мајка подеднакво за сите граѓани. Каде што ќе имаме општество со вратена насмевка на сите граѓани. Ќе изградиме Македонија, земја за достоинствен живот на сите нас.